Јас сум Александар Тортевски, кандидат за градоначалник на град Скопје. Првиот проблем тоа ќе биде чистењето на градот. Тоа еднаш мора да се реши, дури по цена на сериозна реконструкција во однос на јавните предпријатија, на јавното предпријатие кое што го чисти градот. Од она што го гледам, таму има превработеност, меѓутоа во оние сектори кои што се административни работници. Значи има многу малку извршители и од таа превработеност на нив не им остануваат средства за основната дејност, тоа е чистењето на градот. Дури под услов експериментално да почнеме да видиме одредени делови од градот, да ги понудиме на приватни фирми кои што ќе го чистат и така по некој период ќе видиме дали тоа не е поисплатливо решение. Јас не сакам да им бидам заложник на јавните предпријатија, нивните гласачи, партиските војски кои што нив ги гледаат како места за удомување. Напротив, јас ги гледам тие како предпријатија кои што мора да бидат сервис на градот. Значи, хигиената на градот ми е првиот приоритет и мислам дека тоа може да се реши во рамки на овие средства со кои што градот располага. Приврзаник сум на комплетен мониторинг. Градот мора да направи свој еден центар кој што ќе го снима постојано и кој што ќе го наблюдува градот по пат на дронови. Ние сметаме дека еден таков центар со неколку обучени вработени ќе има огромно значење во насока дивите депонии кои ние ќе ги изчистиме повторно да не се обноват, значи да го лоцираме секој што ќе фрли поголема количина ѓубре, па дури и помала кој што ќе се дрзне да фрла ѓубре, да знае дека може да биде снимен. Тој центар ќе биде исто многу битен за бесправната градба. Ќе ги задолжиме комуналните и градежните инспектори секои 15 дена да вршат снимање на состојба на теренот и кога ќе забележиме дека има одредени промени, тоа ќе го контролираме постојано, дека инспекторот на неговиот реон се појавуваат 4 нови објекти кои што немаат градежна дозвола, инспекторот не реагирал и тој ќе мора да одговара и веднаш ќе се оди на лице место да се реагира. Така што овој центар мислам дека ќе има огромно влијание на градот, на животот во градот. Ние деновиве видовме што значеа пожарите во Скопје. Доколку имавме ваков центар, мислам дека секој пожар ќе беше многу полесно, побрзо забележан. Службите ќе можеа веднаш да излезат на лице место, а мислам дека ќе ги демотивираше потпалувачите, затоа што упорно слушаме од одговорните лица во оваа држава дека огромен број од овие пожари се подметнати. Ако подметнувачите на пожарите знаат дека ќе ги фатат камерите на градот и дека ќе бидат откриени, веројатно брзо ќе се откажат од тие идеи. Значи, еден ваков центар, тоа е една, мислам, прилично ефтина работа за градот, меѓутоа со огромни бенефиции. Ќе можеме да ги елиминираме дивите депонии, оние луѓе кои што палат кабли, крадат секундарни суровини, па ги палат во близина на депонии, па ги палат и депониите. Сето тоа на овој начин може да биде елиминирано, меѓутоа секако тоа мора да биде во сериозна корелација со други служби, со МВР, со инспекторати, мора да имаме соработка. Значи, голем проблем во Македонија е тоа што локалната самоуправа функционира добро со централната власт, само ако се од иста партија, што не би смеело да се случува. Ако ние како град забележиме одреден криминал, и фрлањето ѓубре е криминал. Меѓутоа, со тој криминал обичен полицаец не се занимава. Не се занимава никој друг. Значи, практично го оставаме, ние живееме
во кохабитација со ѓубрето. Пробај поинаку, гласај за твоја. Заокружи 27.